Во центарот на Скопје, на Рекорд, денеска се случи страшна сообраќајна несреќа, во која учествуваа 2 возила и велосипедист, а 6 лица беа повредени. За среќа, не станува збор за вистинска несреќа, туку за симулацијска показна вежба на Црвениот крст. Вежбата, како што информираше секретарот на Црвениот крст Сузана Тунева-Пауновска, се организира со цел да се одбележи 8 септември, светскиот ден по прва помош. Оваа година темата на светскиот ден за прва помош е прв одговор при сообраќајни несреќи. Затоа, од Црвениот крст апелираат за подигнување на јавната свест за сообраќајните несреќи и повреди. Луѓето од сите возрасти да научат прва помош, за да имаат вештини и самодоверба да ги препознаат и соодветно да реагираат при итните ситуации во случај на несреќа. За жал, како што информира Тунева-Пауновска, изминативе години паднал интересот за стекнување знаења по прва помош. Мислам дека во изминатите неколку години можеме да зборуваме за еден пат во интересот на граѓаните да имаат обнова на нивните знаења за првата помош, а исто така и на еден поинаков и полесен начин сакаме да стигнеме до тие лиценци. Напротив, сметаме дека ние во Црвениот крст сметаме дека првата помош е нешто што треба секој човек да го знае, пред се да сопре крварење, да го сврти повредениот настранично, потоа да повика брза помош и да го обезбеди местото околу самиот настан на сообраќајната незгода. Со сите тие 4 чекори ние правиме многу за да потоа стручните лица од брзата медицинска помош го направат тоа што треба да го направат за спасување на човечкиот живот. Прва помош се полага во Црвениот крст на град Скопје и во општинските организации на Црвениот крст. Иако е задолжителен испит при добивање возачка дозвола, многумина го занемаруваат несвесни за важноста која има при спасување повреден во сообраќајна несреќа. Секретарот на Црвениот крст апелира до граѓаните не само да се стекнат сознања за прва помош, туку и да ги обноват подзаборавените вештини. Многу малку граѓани сакаат да дојдат и да ги обноват знаењата за прва помош. Сите ние мислиме дека со добивање на возачката дозвола и со еднаш поминување курс за обука по прва помош знаеме се, меѓутоа напротив, мислам дека тоа треба да биде обврска за сите нас. Црвениот крст на град Скопје, општинските организации во Скопје и надвор од Скопје се отворени за сите оние кои што сакаат на вистина првата помош да биде дел од нивната дневна агенда на живење. Заради тоа што на вистина сметам дека едно социјално одговорно лице е тоа лице кое што на вистина сака да биде комплетно образувано, а во тој дел на образованието спаѓа и одавање на прва помош. Вежбата Црвениот крст на град Скопје ја организираше во соработка со МВР и СВР Скопје, а учествуваа сите општински организации од Скопје, стручната служба на Црвен крст на град Скопје, 30 волонтери од тимот за одговор при катастрофи, како и мобилни тимови на Црвениот крст.